Добар ден во централното издание на вестите за почеток настани на денот. Светот и Македонија денеска го слават 9 мај, денот на победата над фашизмот, а Европската унија го одбележува и денот на Европа. Кои пораки ги испратија власта и опозицијата? Пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство никогаш нема да правам. Ке видите кога се отварат скандалите преку Унгарија, за каков систем станува збор што не држи тука намерно на страна од Европа. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта со порака до македонските граѓани. Dear citizens of North Macedonia, I'm addressing you today as future members of the European Union. Влен се трансформира во партија. Која е целта на ваквото здружување? И да донесеме заедничка одлука да Влем биде една политичка партија. Спроти предстојната туристичка сезона, една од најголемите атракции во Скопје, жичницата на Водно, ќе биде затворена. Градоначалникот категоричен. Нам не ни требаат ново кочани. Граѓаните со став. Штета е што не работи. САД нападнале и онеспособиле 2 ирански танкера за нафта во Ормускиот теснец. Дали повторно ќе имаме поскапување на нафтата? Светот и Македонија денеска го слават 9 мај, денот на победата над фашизмот. Ова не е само историски спомен, туку жив доказ дека македонската слобода е извојувана со сопствена жртва, непокор и јасна визија за самобитност, од пламенот на антифашистичката борба до темелите на АСНОМ. Централната свечаност се одржа пред платото на владата. Таму беше Здравко Димитров кој ни ги пренесува пораките. Со изведувањето на македонската химна и химната на Европа од страна на воениот оркестар, утринава во владата започна и се одржа свечената церемонија за одбележувањето на 9 мај, денот на борбата против фашизмот. Македонскиот народ во Втората светска војна не се бореше против администратори, туку против окупатори, порача премиерот Христијан Мицкоски на церемонијата за денот на одбележување на борбата против фашизмот. За него денешниот ден е белег за трудот и постојаноста на многу генерации кои се бореле за слобода. Вели македонската историја не е историја на покорување, туку на отпор, а слободата, како што вели, не е подарок, туку одговорност. Слободата никогаш не е подарок. Таа е избор, жртва и одговорност. И колку тоа некој да сака да го сокрие или прескокне, нашите предци беа на исправната страна на историјата. Имаш и такви челници на народи кои тоа не беа. Беа непријатели во оваа битка и низ нишан се гледаа. И тоа не беа администратори, туку беа окупатори. И јас, без нималку предрасуди, на сето ова гледам како на историски факти. Сакал некој да признае или не? Се срамел некој или не? Евроамбасадорот Михалис Рокас вели дека овој ден е потсетник дека решителноста ја натера Европа да ги надживее турбулентните времиња. Тој потсети дека денот ја одбележува историјата и крајот на Втората светска војна и почетокот на евроинтеграциите и рече дека Европа мора активно да ги брани своите вредности. Затоа денес ја поздравуваме вредноста и храброста на оние кои што се бореа и жртвите на оние кои што загинаа. Се сеќаваме не само на крајот на војната, туку и на раѓањето на Европската унија. Најмоќното оддавање на почит на оние кои што ги жртвуваа своите животи. Ова е денот кога треба да се потсетиме дека решителноста ја натера Европа да ги надживее оние турбулентни времиња и дека тоа го прави низ децениите наназад и го правиме и сега. Делегации на председателскиот кабинет, владата, собранието, Сојуз на здружените борци и политичките партии положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите, кој преку 7 лика ја раскажува борбата за слобода. На настанот за одбележување присуствуваа и представници на законодавната и извршната власт.
По повод одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта преку видеопорака се обрати до македонските граѓани. Dear citizens of North Macedonia, I'm addressing you today as future members of the European Union. On Europe Day, we celebrate our common European project, when our founding members choose unity over division and cooperation over conflict. They decided to build a future of peace, freedom and prosperity on the ashes of the Second World War. We believe your future is in the European Union. A lot of hard work is taking place to make it happen. Your country has been a candidate for European Union membership for many years. It is time to take the next steps forward. Together, we will build a shared European future. Long live Europe! А Денот на Европа беше повод за политички пораки, но и обвинувања за тоа кој бил за, а кој против интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Премиерот Мицкоски кажа дека нашиот пат водел кон Европската Унија, но пазар со македонскиот идентитет нема да имало. Филипче пак изјави дека Македонија била, како што ја нарече, Венецуела на Балканот. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Денот на Европа повторно ја отвори политичката борба помеѓу власта и опозицијата на тема ЕУ интеграции. Председателот на СДСМ Венко Филипче посочи дека Македонија можеше на овој ден да има многу повеќе причини за славење, но за жал државата ја води Мицкоски и, како што кажа, неговата организирана криминална структура. Како пример ја зема Црна Гора, која што ги затвори поглавијата, преговорите и која што до година ќе стане земја членка на Европската Унија, а Македонија е претворена како Венецуела на Балканот. Се постава прашањето зашто не сака да го направи чекорот кој што сите знаат дека треба да го направи и кој што никако не го загрозува нашиот идентитет, култура или било што премиерот сака да го прикаже како предавства, тоа се уставните измени. Еве, вие кажете за какво обединување станува збор. Не е тоа суштината. Мора знаете дека луѓето не сакаат напред во Европа. Не сакаат европска контрола на системот. Зашто сакаат да продолжат да крадат народни пари преку наместени тендери. Тоа е суштината. И ќе видите кога се отварат скандалите преку Унгарија и бизниси и медиуми се за каков систем станува збор што не држи тука намерно на страна од Европа. За премиерот Христијан Мицкоски, Македонија и натаму верува дека Европа е незиниот единствен пат и дека државата нема друга иднина и шанса за успех освен интеграцијата во Европската Унија, но не по секоја цена. Во говорот премиерот посочи дека во јавноста постои замор од ветувања, разочарување од блокади и чувство дека принципите не секогаш важат подеднакво за сите и е како горко искуство од откажувања, препреки и неразумни спорови на патот кон ЕУ. Колку и да постојат празнини и недржавничко однесување на нашиот политички естаблишмент, добро знае дека пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Ниту ми паднало на ум такво нешто. Ова моја позиција им пречи на неколкумина. Но и тие знаат дека честа нема цена и дека никогаш нема да нанесам било каква штета на нашата заедничка татковина. Проширена ЕУ значи поголема геополитичка отпорност, засилена енергетска независност, подобрена безбедност, но и поголема тежина на нашите заеднички вредности во турбулентните конфликти, посочи евроамбасадорот Рокас. Председателот Коста, кој што ја упати оваа порака на граѓаните на државата и ја повика државата Северна Македонија како идна земја членка на ЕУ. Тој прати силна порака за обединетост, за решеност, за одлучност и знаеме дека заедно со помошта на сите вас и со тековните реформи
ние ќе успееме да го донесеме и да го направиме овој решителен чекор. Првиот вице-премиер и министер за европски прашања Беким Сали изјави дека од 21 реформски чекори поднесен за проценка се очекува 16 да добијат позитивна оценка од ЕУ. Ова би ослободило околу 70 милиони евра финансиска поддршка од Европската Унија. Пред еден час почна конгресот на коалицијата ВЛЕН, која се обединува во единствена политичка партија. Целта на ова спојување е поголемо политичко влијание и факторизација на движењето кај албанците во земјава. Конгресот го следи Дејан Трајковски, го имаме во живо. Дејан, дали веќе се донесени некои одлуки? За сега Бубе доаѓаат гостите на конгресот, пристигна високи функционери на веќе партијата, може да се каже од вечерва. Тука се бројни гости, делегати, се очекуваат околу 850, барем толку се повикани. Пред малку пристигна и премиерот Мицкоски заедно со други партнери од владата, а се очекува да пристигне и косовскиот премиер Албин Курти, кој ќе присуствува на конгресот. Инаку од коалиција во една партија, партиите кои што го сочинува вреди од денеска стануваат, односно вечерва стануваат единствен политички субјект, велат дека ваквата одлука ќе им донесе една јасна платформа на граѓаните и на нивните симпатизери и дека вреди од денеска како единствен политички ентитет ќе се бори за интеграцијата на Македонија во Европска унија. Па предлагам тука да слушнеме што порача од таму. Единството е сила. Секогаш кога сме како едно, сме посилни, ќе биде се појасно, ќе имаме двајца председатели, ко председателство ќе имаме, што е новитет, но тоа што често јас го спомнувам и многу битно е што порано, ако се навратиме во 97-та година, например, тогаш сме имале обид за политичко спојување на две политички партии, не беше успешно, но ние тука сега сме 5 политички субјекти, се надминавме себе си, се надминавме се, станавме едно. Дали беше лесно? Не, никогаш не е лесно, но добрата волја на сите, посебно на нашите лидери и на нашите структури е таа силата што не движеше напред. Инаку, како што кажав, вечерва ќе се избере и председателството, а тоа се кима, односно партијата ќе има двајца председатели, односно ко председателството на Билјалка Сами Изет Меджити. Според аналитичарите, ваквото обединување се очекувало да дојде и порано, велат дека со ова партијата ќе добие една соодветна институционална организација, но велат дека постојат и ризици во самото обединување, бидејќи како што велат, неколку идеологии се спојуваат во една, а со желба за државна функција, па предлагам тука да слушнеме што порача аналитичарот Люлзин Фаризи. Во иначе има и две ризици според мене. Тоа е првото дека секој од лидерите кои бидејќи нели се претпоставува дека ќе има двајца лидери кои ќе водат таа политичка партија и ова поставува ризик дека и двајцата ќе се обидуваат на терен да имат повеќе поддржувачи како две фракции внатре, дали ќе бидат од страна на Изет Меджити или на Билјалка Сами. И вториот момент, мислам дека менталитетот на луѓето кои се создавал по секоја цена да бидат дел од функциите во државата, најверојатно сега ќе има повеќе конкуренција внатре во таа политичка партија и војнина може тие да побегнуваат јавно од таа политичка партија. Инаку за кратко се очекува да започне и централен дел на конгресот, каде што ќе бидат и избрани двајцата председатели на партијата, кои што се уште официјално не се потврдуваат, но е познато дека ќе бидат, како што кажав, Билјалка Сами и Изет Меджити. Во исто време исто така ќе се изберат и останатите функции во партијата, како и позицијата генерален секретар, која според информациите ќе оди на вице-премиерот за европски прашања Беким Сали. Информациите кои што ги имаме во моментов од тука се тие. Бубе. Дејан Трајковски го следи конгресот на коалицијата Вреди, која денеска се обединува во една политичка партија. А во продолжение, еве што друго ќе гледате во вестите. Полицијата одзеде автобус што превезувал ученици по пријава за дефекти на патот. Дали децата биле во опасност?
Автобус кој превезувал ученици од екскурзија бил одземен за вонреден технички преглед на автопатот Велес-Скопје, откако претходно бил пријавен поради дефекти за време на патувањето. Како што информира од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен во СВР Велес од страна на граѓанин, чие малолетно дете се наоѓало во автобусот со скопски регистарски ознаки, собственост на правно лице од Скопје. Според пријавата, автобусот неколку пати се расипувал за време на враќањето од екскурзија. На 8 мај 2026 година во 22 часот и 50 минути на наплатната станица Отовица на автопатот Велес-Скопје од страна на полициски службеници од СВР Велес бил сопрен автобус Сетра со скопски регистарски ознаки управуван од Аѓ од Скопје. Автобусот е одземен и пренесен во станица за технички преглед за утврдување на техничката исправност, велат од МВР. Учениците и останатите патници биле безбедно пренесени до крајната дестинација со друг автобус. Од полицијата најавија дека по целосното расчистување и документирање на случајот, како и по завршувањето на вонредниот технички преглед, ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. А спроти предстојната туристичка сезона, една од најголемите атракции во Скопје, жичницата на Водно ќе биде затворена. Причина – дефект кој се случил поради повеќе годишно несоодветно одржување. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски изјави дека нема да се дозволи прво да се случила уште една некоја несреќа, па потоа да се реагирало. Игор Манасиевски. Тивко и без многу гужва беше ова саботно попладне на Средноводно. Иако вообичаено, ова е место каде скопјани бегаат од градскиот метеж во природа, врнежливото време, но и затворената жичница го намалија интересот за посета на овој бисер, кој е толку блиску и достапен до градот. Информациите за затворањето на жичницата за голем дел од граѓаните беше нова. Тие со поделени мислења околу затворањето на жичницата, која најверојатно ќе се поправа цело лето. Дел од нив сметаат дека навистина е штета да се остане без таква можност, која доста стари лица, семејства со мали деца и странци ја користеа за да го посетат врвот на Водно. Во секој случај штета е што не работи, треба да работи, значи тоа е еден символ што го има градот. Меѓутоа, ако гледаме на позитивната страна, ќе одиме пешки, ќе пешачиме. Прв пат слушам. Мислам тоа ќе е голема штета за народот, за луѓето, за што доаѓаат гости. Странци нонстоп имаше горе. Сега кој ќе се качи, кој не. Ќе седи тука на средно. Тоа е. Па многу голема штета е. Ќе нема луѓе. Ќе нема да. Ретко ја посетувавме, али еве до кога не знам, до кога нема да работи цело лето. Ќе биде проблем, ќе биде штета. И ја лично нема да осетам, градот веројатно да. Според информациите, жичницата е затворена од 25 април, откако во техничка инспекција за прв пат по 15 години дошле стручни лица од компанијата која ја монтирала и која би требало и да ја сервисира оваа инфраструктура. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски за катастрофалната состојба во која се наоѓа жичницата прстот го впери во своите претходници, кои не презеле ништо за редовни сервиси и замена на делови, кои се од витално значење за безбедноста на посетителите. Веќе побаравме понуда да видиме колку ќе кошта, односно колку ќе го чини градот и јавното претпријатие сето она што би значило целосна дефектажа и враќање на жичарата во состојба во која што јас ќе бидам пред се сигурен дека секој дете, секој граѓанин на градот Скопје ќе биде сигурен кога ќе ја користи истата. Нам не ни требаат ново кочани или не дај Боже било каква трагедија после која што ќе треба да се освестуваме одново и да делуваме. Кога ќе проработи повторно жичницата, градските власти не можеа да кажат, бидејќи сега тоа зависи од процедурите, но и од компанијата која ќе ја сервисира. Она што се надева градоначалникот е дека во најавениот ребаланс ќе се предвидат финансии за отпочнување на втората фаза, која предвидува изградба на жичница од детската клиника Козле до Средноводно. Инаку жичницата од Средноводно до Миленимскиот крст беше пуштена во употреба во 2011 година. Ја градеше австриската фирма Допелмаер и чинеше 6,7 милиони евра. Има 28 кабини со носивост од 640 килограми и капацитет за 8 лица во кабина. Она што беше краткотраен прекин пред 10 дена се претвора во долготраен прекин. Ова лето на врв на Водно ќе може да се оди само пеш, бидејќи жичницата е целосно затворена.
И за една навистина интересна тема. Семејството Фузевски од Ресен го трансформира органскиот отпад во квалитетно природно ѓубриво, докажувајќи дека еколошкиот пристап носи поздраво производство. Експертите потврдуваат дека ваквите практики се клучни за долгорочната плодност на почвата и заштитата на животната средина. Еве како спојот на науката и традиционалното искуство создава одржливи решенија за македонското земјоделство. Имаме повкусен компир откако користиме органски отпад, што сами го произведуваме, раскажува Игор Фузевски од Ресен. Ова семејство само произведува органски отпад. Она што останува од природните материјали не го фрлаат на депониите, туку го претвораат во компост, природно ѓубриво, кое е многу поевтино и поквалитетно. Остатоци од јаболка, остатоци од компири, гранки, трева, сето тоа морат некаде да се одложи. И нормално тоа е штетно за животната средина. А на овај начин успешно го вршиме тој процес, не правиме штета на природата, него ги користиме после благодетите. Од Сдруженијето за заштита на животна средина Екогерила Преспа објаснуваат дека позитивно е што има интерес земјоделците наместо да го фрлаат отпадот или да го горат, се повеќе создаваат природни ѓубрива. Секако дека ефектот е штетен. Влијанието е штетно и на подземните води и во, да речам, крајниот влив и од самите реки и во езерото. Меѓутоа, да гледаме на една посветла страна, мислам дека навиките и практиките веќе почнуваат да се менуваат и за догледно време ќе може да се пофалиме дека сме се освестиле. За професорите од Земјоделскиот факултет, долгорочното компостирање е еден од најважните фактори. Според докторантот Нечковски од Факултетот за земјоделство, компостирањето во Преспанскиот регион, каде доминира интензивното овоштарско производство, има големо значење на долг рок. Најчесто отпадот од земјоделските од растителното земјоделско производство во нашата држава представува проблем, но сепак тоа не треба да го гледаме така, туку треба да го гледаме како некој бенефит. Односно, обработката на секој растителен материјал можеме повторно да ја внесеме во почвата. Правењето на биочар, односно тоа е биоќумур кој ја подобрува структурата на почвата, го подобрува водно-воздушниот режим на почвата, а со тоа директно влијае врз крајниот продукт, односно приносите, и тоа колку ние сакаме да го подобриме самото земјоделско производство. За професорите во Македонија има одлични земјоделци кои се клетката на нашето здравје и производство на храна. Ќе се видиме и во вечерните вести. До тогаш пријатно.